Продолжуваме понатаму со емисијава, почитувани гледачи. Мој гост на програмата на ТВ каналот ВИС е Никола Делевски, професор по физика во Средното општинско училиште Никола Карев од Струмица. А повод е тоа што тој е еден од добитниците на највисокото општинско признание, годишната награда на општина Струмица, Свети 15 Ивериополски свештеномаченици. На свечената седница беше доделена таа награда, што се одржа во Националната установа Центар за култура Антон Панов завчера. Никола Делевски е овде и видно расположен поради тоа што се случи. Убава награда, Никола. Најпрви добар ден, добре дојде во ТВ каналот ВИС, во новите простори на нашата телевизија. Какво е чувството? Добар Честитки најпрвин за наградата. Благодарам. Мило ми е секогаш и пријатно во вашето студио. Па еве и во новите услови. Така, соработката продолжува. Ги следите секогаш успесите на општинско и на регионално ниво и на вистина сте за пофалба. Така. На свечената седница сценариото е тако да кога се кажуваат луѓето кои ја добиваат годишната награда на општина Струмица, на видеобим одат одредени снимки, оди глас, убав женски глас, кој го ја образложува наградата. И на вистина, кога беше најавен Никола Делевски, имаше на вистина што да се каже. Ние денеска ќе им кажеме на нашите гледачи вистинско образложение зошто оваа награда заслужено оди во твоите раце. Да почнеме од почеток. Да одиме хронолошки. Што се случи во оваа 2020 година? Година која многумина би сакале да ја заборават од познати причини поради пандемијата од COVID-19, но претпоставувам Никола Делевски никогаш нема да ја заборави поради бројните успеси на полето на образованието и науката. А тука е како круна на се и таа годишна награда на општина Струмица. Но пред тоа, еве тоа се наградите. Една од тие награди е оваа плакета со знакот на со грбот на општина Струмица, на која убаво пишува Никола Делевски. Тука е и амблемот со светите 15 Ивериополски свештеномаченици, одреден сертификат за столен медал. Многу убава награда. И тука е црно на бело. Што тоа значи? Вели Република Северна Македонија општина Струмица доделува годишна награда Свети 15 Ивериополски свештеномаченици за 2020 година на Никола Делевски за особен придонес во областа на образованието и науката. Секоја чест, Никола. Сега ќе образложуваме и одиме хронолошки како што се договоривме. Светска образовна недела се здоби со звањето амбасадор на истата, значи на светската недела. Како дојде до тоа? Почетокот, инаку годишната награда, која што ја доделува нашата општина, заедно со градоначалникот и советот на општина Струмица, е за период од една година. Така е. Затоа се вика годишна награда. И во оваа година моите успеси кои што беа започнуваат со избирањето, односно признанието амбасадор на Светската образовна недела, во која што Светска образовна недела беше организирана од повеќе светски образовни институции и фондации. Секој што оди со само пријавување, меѓутоа за да се стане на амбасадор се поминуваат многу строги критериуми кои што треба да се исполнуваат и никогаш не е само со мејл пратени претходни наши достигнувања, туку секогаш бараат и некој фидбек, односно повратна информација, да видат дали можат да најдат засолниште кај вас, да можат да бидат човек, наставник кој што може да одговори на улогата која што е. Таму се пријавуваат CV, меѓутоа CV-то е многу краткорочно. Тие си имаат своји критериуми кои што треба да ги исполнуваш и секогаш тоа е некој процес од месец до два кои што ги следиш нивните настани, ти праќаат тестирања, ти праќаат обуки, те подготвуваат и тогаш одлучуваат дали ќе бидеш амбасадор или нема да бидеш амбасадор.
Така да овие фондации се светски признати фондации, работат низ цел свет и секогаш имаат строги критериуми како можат да станат амбасадор. Кога се случи тоа? Ова беше годинава за време на пандемија, нешто после март месец, април и мај месец беше, меѓутоа оваа образовна светска недела не заврши само таа недела кога требаше да се случи и се случи како помош. Меѓутоа тоа продолжи и траеше цело лето се до октомври месец. И уште тече таа образовна недела на ниво на свет, во кое што се организираат разноразни онлайн настани, се со цел да се помогне на наставниците и образовниот процес во целиот свет поради оваа ситуација во која што се наоѓаме. Иако насловот е светска образовна недела, Так. тоа е всушност светска образовна година. Така, континуирано тече, бидејќи се најдовме во една незавидна ситуација во која што требаше многу да менуваме. Сите обштествени дејности и необштествени и така и образованието, бидејќи бевме први на удар каде што учениците требаше да ги испратиме дома, па ние да бараме разни начини како да допреме до нив, да немаме прекин во образовниот процес. Сето тоа бараше голема адаптација, како од страна на општеството целосно, така и на образовните институции и сите чинители кои што се во образованието. Овие некои признанија од кои што ги добив беа токму за таа настава на далечина. Ние ја спомнуваме цело време онлайн настава, меѓутоа еве ние имаме македонски термин, тоа е настава на далечина. Настава на далечина во светски рамки не е нешто ново. Се практикува долги години, меѓутоа еве кај нас поради оваа ситуација се случи така на брзина да биде и некако неподготвени. Меѓутоа имаше колеги кои што навистина тоа го следевме, го поминавме и дадовме некој наш придонес за да можат сите наставници, наши колеги и ден денес, еве и синоќ јас имав состанок со колеги кои што бараат помош и ние сме одма веднаш спремни да одговориме на нивните повици. Сето тоа морам да напоменам бидејќи секогаш прашањето е кој бенефит го имаш ти од тоа? Бенефит финансиски секогаш се мисли, немаме ништо. Значи ова е секогаш на доброволна основа и во моментот кога фондациите ќе најдат некои финанси, тие се некои минимални финанси кои што се ги испраќаат за наши трошоци, интернет плаќање и нешто друго. Немаме некои големи финанси, нешто дека имаме некој голем финансиски бенефит од сето тоа. Тоа е најмалку важно во секој случај. После таа светска образовна недела следуваше печат, потврда на твојот успех како амбасадор. Имено Еду Балкан, фондацијата ти додели признание за особен придонес за улогата на амбасадор. Што тоа значи? Исто така и Еду Балкан е, самото име кажува, балканска фондација, која што работи на Балканот и ги следи сите успеси кои што ние сме биле вклучени изминатиот период. Тоа го прават на некој, како да кажем, скриен начин. Не е јавно тоа, меѓутоа ја следат цела наша работа и признанието само по себе дојде. Значи тие избрале неколку амбасадори кои што бевме вклучени на територијата на Балканот, дека ние сме дале особен придонес. Тоа тие го прават најчесто со анонимни анкети помеѓу наставниците во целиот свет. Им праќаат кој беше вашиот ментор, кој е вашиот амбасадор, задоволни, што ви помагаше, во колку часот ви помагаше, дали секогаш беше достапен за вашите прашања. И сите тие анкети тие ги собираат и даваат свое признание. Ете такво признание беше од Еду Балкан фондацијата која што е на балканско ниво. Супер, одлично. Честитки. Да ви сега и одиме поред, бидејќи има повеќе нешта да се споменат. Како валоризација на ова што се случи завчера во Центарот за култура Антон Панов, а тоа е добивањето на годишната награда на општина Струмица Свети 15 и Вириополски свештеномаченици, следува признанието за лидер за онлайн настава. Што беше тоа? Каде се случи? Сето тоа е онлайн, нели? Сето тоа е онлайн на далечина, со почнувањето на самата пандемија и прогласувањето на пандемијата, сите настани веќе се случува на интернет, односно на далечина. Повторно имаше повик од наша соседна, не толку блиска, меѓутоа блиска земја, Босна и Херцеговина, во која што се одржуваше обуки и избор на лидери на онлайн наставата.
Тоа за мене значеше дека треба и морам да се вклучам, бидејќи се беше запрено, не можевме со физичко присуство да држиме настава и беше поттик да научам нешто ново. Тоа значеше ноќе непреспиени, бидејќи домашните услови залагаат преку ден да имаме други обврски, па да чекаме малите да заспиат, па тогаш да се седне и да се сработи нешто. Меѓутоа, сето тоа вложување, барем кај мене секогаш вродуваше со плод. Бев избран за лидер на онлайн наставата. Браво. И ваквото лидерство, за да се биде лидер за онлайн настава, подразбираше планирање на интерактивна настава за учење на далечина. Значи интерактивна, морам да нагласам. Тоа значи дека имаме комуникација ученик-наставник со задачки, со алатки и со сите добри нешта за да успееме наставниот процес и образованието да не застане. Учениците да не изгубат од своето учење и од своето знаење, а ние да добиеме некоја, како да речем, некој степен повисок во целото општество, дека имаме залагање и даваме придонес во ова време на пандемија. Браво. И одиме понатаму, учениците добиваат 5, Никола Делевски доби 5+, односно признанието наставници за 5+. Ке ни го образложиш и сето тоа? По продолжетокот на лидери за настава на далечина, исто така од истата фондација, подразбираше дека имаше потреба помеѓу наставниците кои учествуваа во ова, кои што сакаат да научат нешто повеќе. Јас бев избран за ментор на таквите наставници кои што сакат да научат повеќе, односно колеги наставници за 5+. И тоа подразбираше повторно дополнителен ангажман, менторство нивно од моја страна и секогаш достапен за да помогнеме како можат најуспешно да се снајдат во различни образовни системи, бидејќи ова беше на балканско ниво, немаме сите исти образовни системи, меѓутоа баравме начин за да најдеме како тоа најуспешно ќе одговара на секој единечен образовен систем. Кога ги спомнуваме образовните системи, каде е разликата помеѓу земјите на Балканот? Разликата е тоа што претходно твоите соочувања? Претходно некои од балканските земји пред 5, 6 па и 10 години имаат многу вложено. И како да предвидувале дека ќе има дигитализација на образовните системи. Имаат многу вложувано во тоа што треба и се случува во моментот. Ние се најдовме во некоја ситуација која што во образованието претходните 10 година и повеќе не било ништо вложувано, или ако било вложувано било на ниво на проекти, значи помине проектот и толку застанува овде, додека во другите, сега не во сите, меѓутоа во повеќето, тоа е некој континуиран процес кој што се вложува во дигитализација на општеството. Со компјутери, со интерактивни табли, со смарт табли, смарт панели на секој ученик се подготвувале. И некои работи кај нив полесно беа примени, бидејќи беа подготвени, како наставниците, така и учениците, да работат на тој начин на настава. Еве, например, ние имавме некои проблеми каде што учениците не можеа да посетуваат додатна и дополнителна настава поради задолжителен превоз, враќање и така натаму. Кај нив тоа функционирало на далечина. Значи веќе имале обезбедено платформи, дигитални уреди со кои што можат учениците и од дома да го надополнуваат она што не можат во училиштето. Според тебе, што е тоа што ние треба да го направиме како општество, како држава, да го достигнеме тоа ниво за кое зборуваш? Последните 2-3 години ние, тоа што го гледам јас во образованието, одиме чекори, тоа со крупни чекори напред. Се вложува, професионализмот веќе добива на значење, значи оној кој што работи, кој што знае, кој што умее, ќе биде замолен дали сака да помогне во образовниот процес. Сега ова цела ситуација не засегна повторно сите, финансиите се толку колку што се, меѓутоа има колеги кои што навистина сакаат да дадат придонес за развивање и на вистински начин на развивање на образовниот систем. Имаме едно министерство кое што во моментот функционира безпрекорно, значи проблемите се решаваат тековно, онака како што доаѓаат и се решаваат на многу брз и ефикасен начин. Благодарение да предпоставам на министерката, не предпоставам, туку и сигурен сум, и целиот тим кој што е таму се наоѓа. И гледаме дека некои работи се подместуваат и тоа се подместуваат со крупни чекори напред. Да. Во тој контекст, каква е поддршката од матичното училиште за сето она што го работиш?
секогаш има поддршка. Секогаш има поддршка, бидејќи јас сум таму вработен. Ако не се тие ученици, ако не се тие колеги, ако не е менеджерскиот систем поставен таму начело со директорот на училиштето, значи тоа функционира, тие се алки, карики кои што не можеме да ги разделиме. Ако ги разделиме едната алка, ако не е како што треба, тогаш немаме никаков напредок. А сепак сите работиме за образование, а најмногу за децата. Тие да бидат задоволни од нашата работа. Еден од твоите крупни чекори напред е и на национално ниво е звањето, ако можем така да го наречам, национален обучувач на националната платформа за учење на далечње. Таа фамозна национална платформа за која многу се кршае копија, се дигна многу прашања кај нас. Твоето видување за сето тоа и како дојде до ова признание? Да, морам да се согласам и ден денес. Има уште прашање и уште нагодување дека таа фамозна, не е толку фамозна национална платформа за учење на далечина, дека не функционира и дека е тешко. Функционира. Јас ја употребувам, во училиштето пренесовме како јас национален обучувач и училишни обучувачи има долу во секој училиште. Увидовме дека националната платформа функционира. Можеби не функционира 100%, меѓутоа 98% функционира. Ова е некоја жива материја. Кога работиме со информатика и дигитални системи, не можеме да речеме дека еве овде ова завршува и толку, така ќе тераме. Ова е жива материја која што се менува на секои 2 минути. Така да ние треба да бидеме пострпеливи, да бидеме без паника, да не се крева, дека нештото ако не функционира во секундата, за 2 секунди секој ќе профункционира. И ако има некои поголеми застои, тогаш училишните обучувачи контактираат со нас, националните обучувачи, кои што наоѓаме начин да видиме како можеме да помогнеме. Националната платформа функционира, меѓутоа се увиде дека некои колеги, се права муавет за цела држава, дека не можат да се снајдат околу новините, на брзина беа некако наметнати, мораше да тече образовниот процес. Имаше алатка која што влегуваше во националната платформа за да ја користат и таа алатка. Се обезбеди алатката. Па имат сега избори наставниците. Сакат да користат национална платформа, сакат да користат алатката која што е дел од националната платформа. Овде треба да нагласам дека двете работи, националната платформа и алатката која што влегува во националната платформа се за два вида на учење различни. Националната платформа е за асинхрона настава. Асинхрона настава значи настава во која што се поставуваат материјали, активности, квизови, домашни задачи, оценување на учениците се врши таму. А додека алатката која што влегува и се користи од наставниците е за синхрона настава. Синхрона настава е вака во живо да се погледнеме со учениците, да направиме муавет, да дадеме некое дополнување на материјалите кои што ни се поставени на националната платформа и имаме разлика помеѓу двата начини на настава. И затоа сега овде малце се води војна или недоумици има меѓу колегите наставници кое што да го користиме. Платформата е еден вид на настава кој што функционира, а алатката која што е дел од платформата е за друг вид настава. Така да ова е комбинација, ова е симбиоза, не можеме да ги разделиме. Јас сега ќе работам само на алатката, не можам со платформата и обратно. Имаме интернет врски такви како што имаме електронски уреди такви како што имаме. Тука беше најголемиот проблем, не толку за содржината на самата платформа, колку за издржливоста на системот. Така. Па не, имаше места, локации каде што имаме слаби интернет врски. Еве јас како класа раководител кај што сум имам ученици од Старо Конјарево, Струмичко, имаме од Самуилово, тие две села се поблиску до Бугарија отколку до нашата држава. И учениците се потрудија да набават квалитетен интернет. Па секогаш се редовни на наставата. Значи, како што бара од образовниот систем да ги даде сите можности, така сега требаше и лично домаќинствата, семејствата, секој во своите можности да најдат колку можат да успеат да направат. И образовниот систем и ова што се случува за време на пандемија и Министерството секогаш дава помош и наоѓа излез од секоја ситуација. И оние ученици кои што не можат да следат онлайн настава, не ги оставивме назад. Можат да дојдат во училиштето да побарат печатени материјали изготвени од наставниците, ние стоиме, ги имаме тие материјали и веднаш може да им ги дадеме.
Дури може да доаѓате со физичко присуство, онолку колку што не можат да следат. Сето тоа е многу фино и убаво пропишено од протоколите од Министерството за образование и наука. И чинам дека за тоа е доволно. Училишта на 21. век. Така е насловена програмата за која Никола Делевски стана ментор преку Британскиот совет во Република Северна Македонија. Така. Ајде да им објасниме на гледачите зашто станува збор. Ова е програма која што тековно веќе трета година поред поминува во нашите училишта, поддржана од Министерството за образование, Бирото за развој на образованието, Државниот испитен центар и секогаш мораме да најдеме финанси и спонзорство, односно програмата е спонзорирана од Британскиот совет во Република Северна Македонија. Опфаќа училишта, основни училишта сега за сега, каде што училишта, односно наставниот кадар и учениците се припремаат за критичко размислување и решавање проблеми. Критичкото размислување и решавањето на проблеми наоѓа примена во секојдневните ситуации понатаму, во секојдневниот живот и со ова програма се бара од учениците и наставниот кадар да изнаоѓаат прашања кои што наставната содржина по наставниот предмет ја поврзуваат со секојдневието. И така учениците да добијат една допирна точка каде тоа што го учат во училиштето може да го применат. Бидејќи нечестопати на самите часови се среќаваме со прашања од учениците што ќе ми е тоа на мене. Јас кога ќе завршам, ќе возам камион или не знам што, нема да имам потреба од физика, биологија, природни науки или јазик било каков и да е. Меѓутоа кога ќе направиме спој помеѓу тоа што е на наставната содржина и она што во реално ќе им треба, тогаш е тоа квалитетот што го добиваме. Тие се тие компетенции кои што се барат насекаде во светот веќе. Дипломата, оцените, дали бил одличен, многу добар, добар или недоволен, нема никакво значење. Веќе сите светски компании барат компетенции, барат своји вредности да имаш за да можеш да научиш и да направиш нешто дел од компанијата да би станеш. Така да оценките, оценувањето е минорно веќе. И за крај, на адреса на Никола Делевски стигне едно меѓународно признание од Европската школска академија од соседиште во Брисел. Да. Зашто станува збор овој пат? Тоа е Scientix Ambassador признание, признание од Европската школска академија во која што еве како дел членка земја која што сака да стане членка на Европската унија и правиме напори. Признание кое што подразбира исто така менторирање на наставниците за да се доближат до колегите од Европа. Scientix Ambassador исто е менторска работа на наставници кои што сакаат да бидат вклучени во Европската школска академија. И многу е убаво таму што сите ресурси и активности кои што се споделуваат се доброволни и ги имаме на јазици од земјите од каде што доаѓаат. Тие се отворени и се јавно споделени. И ако некој наставник по некој наставен предмет од нашата република сака да го употреби тоа може да го искористи. Потребно е само да поднесе едно барање дека треба да се преведе на македонски јазик. Ние сме овде тогаш амбасадорите, тоа го разгледуваме и веднаш се преведува и се враќа на нив. Овие се готови ресурси од цела Европа кои што нашите наставници може да ги искористат. Покрај овие отворени ресурси, Scientix, односно Европската школска академија, нуди и учество на проекти. Проекти кои што не барат некое големо залагање, меѓутоа да биде применливо, повторно ќе речем, во реалниот свет. Така. И да биде применливо насекаде во Европа. Не дека ние ќе имаме роботи, па тука само кај нас ќе успее тоа, се бара нешто едноставно каде што секаде во Европа ќе биде може да се примени. И тогаш имаме успеси. Јас бев присутен на 2 такви работилници повикан поради овие конкурси, бевме повикани на третата Scientix конференција во Брисел. Сите Scientix амбасадори од Република Северна Македонија кои што бевме, овие се големи признанија, бидејќи не запознаваат и како наставен кадар, не запознаваат и како држава и гледаат дека нешто се работи, дека значиме и дека имаме се појавуваме на мапата на Европа. Ги заслужуваш сите честитки, повеќе од сигурно е дека наградата, годишната награда на општина Струмица за особен придонес во образованието и науката е во вистинските раце. Зборувавме не за едно, ами за 7 твои признања, како национални, така регионални, така и меѓународни. И сега се поставува едно прашање, постојат наставници и наставници, професори и професори. За некои наставници и професори
Работата е колку што трае секој ден, во часови, во 5 работни дена во неделата и така натаму, но Никола Делевски и самиот призна дека има и непроспиени ноќи. Во што е тајната на успехот? Во амбицијата, во желбата да се напредува, во квалитетот на во љубовта кон професијата или се заедно? Мора да имаме симбиоза помеѓу сите нешта. Апсолутно. Мора да имаме симбиоза. Не можам да кажам дека имаме 100% колеги кои што не работат и работат само на тој временски период. Секој сака да се надоградува колку што е во можност. Овие менторски признанија кои што ги добиваме, не само јас, не има повеќе колеги низ државата, ги добиваме поради тоа што сакаме да дадеме и да повлечеме неколку други колеги заедно со нас. Да работат и да видат дека ние сме овде за децата, односно за учениците. Тоа што го работиме, ако ставиме таму каде што сме завршиле факултет, тоа што сме го научиле на факултет, ние работиме со жива материја. Нашите деца сега веќе се дигиталци. Се раѓаат со дигитални уреди. Знаат повеќе од нас на времето, така? Па не, еве јас и ден денес на моите часови одделувам време каде што сакам да научам од учениците. Имаат и време, имаат и услови, имаат и уреди кои што ги користат за разни работи, а можеме да ги искористиме во образованието. Одделувам време да разговарам со нив, да ми покажат и јас да научам од нив. И тоа е тоа што ни треба на нас. Ни треба соработка, иако се ученици. Нашето знаење секогаш заостанува, бидејќи овие ученици се раѓаат во дигитална ера, во дигитално доба, каде што имаат веќе напредни знаења од тоа. Сега во моментот на нас тоа ни треба. И некои работи, навистина, еве јас научувам, како дома од веќе мојот петоделенец, кој што цело време е на дигиталните уреди, така и од моите ученици. Мораме да се прашуваме, мораме да соработуваме еден со друг. И мора да напредуваме. Мора да напредуваме, желбата да усвоиме повеќе знаења, за да ги пренесеме и да ги подготвиме учениците кога ќе излезат на пазарот на трудот или кога ќе излезат да конкурираат на работно место некаде, да имаат што да покажат. Сепак ние, еве, моето училиште е средностручно, практична настава, вежби, тоа се одвива тековно. Значи немаме никакво оспорување за останување со наставните планови и програми. Прашањето кое недостасува, потрошиме многу време, знам дека имаш уште многу што да кажеш, но еве, се договараме и сега дека таа соработка ќе продолжи и понатаму, па периодично, повторно ќе разговараме, повторно ќе те повикаме да бидеш наш гостин, бидејќи навистина имаш што да кажеш. Се гледа дека вложуваш покрај се, вложуваш пред се многу љубов во тоа што го работиш, а тоа е најважното не само во твојата, во сите други професии, нели? Ме интересира прашањето што не ти го поставив. Што значи годишната награда на општина Струмица за тебе? Ова е исполнување на сите сонови. Така. Значи, колку и да стигаат наградите, признанијата, звањата или било како да ги речеме од меѓународно ниво, од национално колку ниво. Колку да стигаат од Босна и Херцеговина, од Брисел и од цела Европа и од сите колеги кои што соработуваме низ цела Европа, ова е нешто исполнување на сите соништа. Така. Јас морам да речем дека овие неколку дена сум навистина возбуден, бидејќи светите тивриополски свештеномаченици се заштитници на градот Струмица, на струмичани, има многу големо значење. Ова е признание кое што можеме да речеме дека многу малце луѓе го добиваат. Меѓутоа е од големо значење и навистина е нешто запознаено, познаено, дека се вложувало, па затоа и наградата е добиена. Кога овие нешта ќе најдат свое место во вашите домашни витрини, утре задутре децата, внуците ќе се гордеат кој им бил татко, кој им бил дедо, така ли е? Да. И вчера и завчера и следејќи програмата на вашата телевизија, значи моите дома, иако мали, едниот е 3 годишен, едниот е 10 годишен, се гледаше возбудата дека нивниот родител е таму некаде излегол, па имаше безброј прашања, па зошто е. Тие гледат мојата работа. Може би најголемата жртва е кај нив, меѓутоа јас се трудам и одвојувам и време и за нив,
и да работам со петоделенецот и тој да напредува во училиштето, со малиот тоа што секој сам си го бара, сака да игра. Семејството е секогаш првото кое што гледа колку вложуваш ти и колку значи тоа што го работиш. Па кога ќе се јават од некаде да те побараат, па сега зошто така и така. Имаме многу работа. Планирав да поразговараме и за претходните твои успеси. Чудо, дека за тоа зборувавме во едно претходно твое гостување на нашата програма, бидејќи навистина потрошивме повеќе време од колку што беше предвидено, тоа ќе го оставиме за некој нареден пат кога ќе ги сумираме твоите резултати, ако се согласуваш. Имам само за крај едно спортско прашање за тебе, бидејќи оние кои го познаваат Никола Делевски го знаат како поранешен одбојкар. Како Никола Делевски гледа на одбојката денес во нашиот град? Бидејќи ние можеме да зборуваме дека фудбалот е најважната спортна работа на светот, ама најважната спортска работа во Струмица е одбојката. Па еве вака како двајца одбојкари бивши веќе. Јас не толку успешен, добро. Не, сите сме успешни, сите имаме дадено придонос во развој на одбојката во општина Струмица. Немаме тука разлика. И нашите први контакти и запознавање беа како одбојкари, не беше на некој друг професионален план. Ја следам одбојката, значи континуирано процесот и одбојкарскиот процес не само во Република Северна Македонија и во општината, туку и во светски рамки. Годинава се обидувам колку што дозволуваат и не пуштат да одиме да гледаме некоја утакмица. Влегуваме, гледаме. Нешто гледам дека има раздвижување и на националната телевизија, сега се дават надпревари кои што се дерби надпревари. Завчера бевме исто така на еден дербен надпревар кој што се играше, претходната недела имаше исто така дерби надпревар. Можам да кажам дека веќе она што недостасуваше претходните години, работа со малите генерации, сега во првата екипа се појавија некои деца кои што се навистина млади, меѓутоа надежни. Дел од нив гледам веќе се и младински репрезентативци на нашата држава. Меѓутоа радува и фактот што се и одлични ученици. Тоа е најважно, така. Тоа е најважното, убав спој направен од се. И ме радува фактот што веќе за одбојка, овие во светски рамки кои што се над 2 метра, гледам дека веќе и овде нашите деца, односно одбојкари сега веќе се сите над 2 метра. И тоа е голем факт, радува, што значи дека Струмица од секогаш била меѓу првите и прва во континуитет неколку години, меѓутоа ова веќе дава надеж дека и за идни времиња имаме добри деца и ученици и одбојкари кои што ќе дават свој придонес во одбојката во Струмица. Интересот за одбојката мора да признаеме го врати учеството на македонската репрезентација на последното европско првенство. И мора сите да бидеме срекни, ние струмичани, дека костурот на таа репрезентација го сочинуваат токму струмичани. Тоа треба да не радува. Јас се надевам дека одбојката ќе продолжи и понатаму да ради успеси, бидејќи Струмица тоа го заслужува, бидејќи добро се работи во одбојката. Се надевам дека така ќе биде и во другите спортови. Никола, ти честитам уште еднаш за ова преубава награда, ти посакувам уште многу успеси и уште многу поводи за вакви убави разговори. Ви благодарам на вас за поканата. Морам да се заблагодарам и на сите поддржувачи кои што стојат позади мене, бидејќи без поддржување, без заедно заложба, не можеме да успееме. Ова е некоја жива материја, некој процес кој што навистина бара вложување од сите аспекти. И без заедничко учество, сепак станува збор за иднината, за ова што го оставаме, за аманет, за нашите потомци и мораме да создадеме општество кое што ќе се развива и ќе одговара на сите предизвици кои што се пред нас. Јас се гордам со тебе, треба да се гордат и сите струмичани, ти благодарам уште еднаш. Ви благодарам и на вас. Почитувани гледачи, одиме понатаму со емисијава, во продолжение ќе ја проследите снимката од уште еден настан поврзан со Денот на градот, Свети 15 Ивериополски свештеномаченици, токму на денот 11 октомври во Националната установа Центар за култура Антон Панов беше промовирана книгата Араптази од Иван Котев. Таму беше и снимателот Тане Коџабашиев и еве што забележа.